Поразорниот земјотрес кој што се случи во Турција и Сирија на 6 февруари, тлото во овие земји не престанува да се тресе. Има серија последователни потреси кои што дополнително и ги вознемируваат граѓаните, но предизвикуваат материјални штети, а имаше и жртви. Потрагата по преживеаните во Турција заврши и сега институциите ќе ги оценуваат штетите од земјотресот и секако ќе се бараат одговори на прашањето кои се причиниот за големиот број жртви и материјалните штети од катастрофалниот земјотрес. На ова прашање, но уште неколку прашања кои што се однесуваат на состојбата со градбите во Македонија, разговарам со професор доктор Горан Марковски, декан на Градежниот факултет во Скопје. Добро утро и добре дојдовте. Добро утро, благодарам за поканата. Не престанува да се тресе тлото во Турција, се уште големи материјални штети и жртви од непроценлива вредност и од разорниот земјотрес кој што се случи со јачина од 7,8 степени по Рихтер. Разговаравме и пред вклучувањето еве на разговорот во студиото. Јас би ве прашала што значи земјотрес со јачина од 7,8 степени според Рихтер и што всушност доведе до такви штети и човечки жртви од катастрофални размери во Турција и во Сирија. Земјотреси со магнитуда поголема од 7 степени според Рихтер влегуваат во групата на силни земјотреси со голема моќност и земјотреси од кои што се очекува да има оштетувања на објектите, но во секој случај не е со толку голем број на жртви. Имено задачата на градежните конструктори е да го намалат ризикот од ваквите природни катастрофи, односно да го сведат на минимум и да обезбедат безбедност на луѓето, со тоа што сме свесни дека од вакви силни земјотреси ќе има оштетувања по објектите, но не целосни разорнувања со толку големи жртви и материјални штети. За волја на вистината, иако морам да кажам, прерано е да се носат заклучоци каде лежи вината, дали само на едно место или на повеќе, дали можеме да обвиниме покрај човечкиот фактор и природата, секако може да се заклучи од досегашните податоци дека станува збор за многу опасен земјотрес, со многу лоши карактеристики, дури би зборил и два земјотреси, затоа што во временска разлика од 9 часа се случија два силни потреси, едниот 7,8, другиот 7,5 според Рихтер, на оддалеченост од 100 километри еден од друг епицентар. За оние кои се повеќе навлезени во оваа област, е лесно препознатливо дека станува збор за земјотреси со толку специфични својства, да се смета дека ваков земјотрес не е покриен со ниту еден стандард во светот. И претпоставувам дека тоа е една од причините зошто се последиците толку големи. Се разбира, тука треба да се бара причина и во густата населеност. Сеизмичко подрачје во кое што се очекуваат земјотреси, меѓутоа и многу значено беше тоа што епицентарот беше многу плиток. Да, и тоа се тие карактеристики на потресите, вертикалната компонента многу изразена, се заедно собрано доведува до квалитетот на градбите, кој допрва ќе се утврдува дали бил и колкав процентот од вината носи тоа, но во секој случај на вистина еден непријатен настан, односно природна катастрофа. Земјотресите не може да се предвидат, меѓутоа може да се предвиди ризикот и да се градат градби кои што би можеле да издржат земјотрес до оној степен да претрпат оштетување од кои што објекти од кои што би можеле граѓаните, жителите да излезат живи и неповредени. Дали тоа би била една правилна дефиниција што значи квалитетна сеизмичка градба? Само квалитетната градба е спасот земјотреси. За квалитетната градба се задолжени градежните конструктори, но и сите оние кои учествуваат во процесот на градење, а и оние кои што ја креираат областа во градењето. Во однос на предвидливоста на земјотресите, јас би рекол дека од трите компоненти кои се
кои го карактеризираат одреден земјотрес, а тоа е местото каде што се појавува, интензитетот максималниот интензитет со кој што ќе се појави и времето на настанување, два се со голема веројатност веќе потврдени, односно предвидливи. Горе-доле науката ги има откриено местата кои што се ризични по појава на земјотрес и тука нема некои големи изненадувања. Во однос на интензитетот исто така се разбира постои ризик како во овој случај, како што кажав пред малку, но со голема веројатност може да се утврди во кое подрачје каков максимален земјотрес може да се очекува. Единствено што останува времето на настанување што не е потврдено, но ако само малку подлабоко помислиме што би значило да се најави земјотрес во одреден период и какви се тоа состојби би предизвикало во секојдневниот живот и во организација на животот, тоа не е така едноставна работа. Она што сакам да го додадам во својство на декан на градежниот факултет е предвидливиот, сосема јасно предвидливиот земјотрес кој настанува во градежништвото во Македонија, со толку малиот интерес за изучување на градежништвото и со сигурност можеме да тврдиме дека после ваков разорен земјотрес во нашата област и непреземањето мерки на време, односно превентивни мерки како тоа да се подобри, не очекува едно цунами од лоши градби и поголеми ризици во оваа област во не така далечна иднина. Покрај другите фактори кои што ги споменавме за разорноста и штетите кои што ги предизвика земјотресот во Турција и Сирија, секако е брзата градба како една од причините за големиот број на жртви. Имавме можност од инсертите кои што ни пристигнува од терен да забележиме градби кои што беа срушени како кула од карти, меѓутоа имаше и градби кои цврсто под наводници стоја исправени под налетот на земјотресот. Под знак прашање е сега колку тие се неоштетени, меѓутоа го издржаа земјотресот. Дали ова е една потврда што значи квалитетна градба наспрема неквалитетна градба и брзото градење? Затоа што турците се познати дека се тркаат со времето во градењето и воведувањето на новитетите и урбанизацијата. Апсолутно дека квалитетната градба е главниот елемент во цела оваа природна катастрофија и во ризиците кои со себе ги носи. Градбите кои останале, колку и да се оштетени, тие си ја завршиле својата работа. Луѓето кои биле внатре останале неповредени, се евакуирале и тоа за ваков потрес е сосема доволно. Оние што се разурнале, може би се должи на полоша градба, може би се должи на некои други фактори, но во секој случај, повторно ќе кажам, моите сознанија говорат дека овие компоненти што со себе ги донел земјотресот не биле предвидени во прописите на Турција, иако се тие доста унапредени во последно време, но лошата градба јас не би сакал да врзувам со одредена држава или секаде има елементи на полошо и подобро. Дали брзината на градење придонесува за квалитетот на градбите, повеќе ја би рекол инсистирањето и еден вид на авантури во градбата се она што носи опасност по животот на луѓето. Би сакала сега да дојдеме на домашен терен, кога станува збор за квалитетот на градбите. Каков е квалитетот на градбите во нашата земја во однос на тоа колкав земјотрес можат да издржат и генерално кој се грижи за квалитетот на градбите кога станува збор за почитување на сеизмички правила и прописи? Затоа што најавивте, големата незаинтересираност за градежништвото од стручен аспект може да предизвика силен земјотрес и цунами во нашата земја. Да, не може, тоа сигурно ќе предизвика. Тука е предвидливо, тука немам дилема за тоа. Само е работата дали ќе делуваме превентивно или не, како општество, како држава. Тешко е да се даде генерална оценка за квалитетот на градбите во државата, иако се работи за мала држава, меѓутоа имаме градби кои потекнуваат уште пред Скопскиот земјотрес од 63-та година, кога воопшто асизмичкото градење не било познато, односно не се применувало, па се до денешни градби од различни временски периоди во кои што имаме различно ниво на знаење и различно ниво на одговорност. И градежна експанзија. И градежна експанзија поврзана со
соодветна одговорност и јас би рекол би додал многу битно свесност на учесниците во градбата. Многу е важно, дури и да неможно е институционално да го контролирате квалитетот на градбата, доколку не постои свесност за оние кои што се инволвирани во градењето. Кога зборувам во градењето, зборувам уште од изработка на урбанистички планови, генерални планови, урбанистички планови, изработка на проекти, надзори, изведувачи, одржување на објектите и така натаму. Тоа е, еве слично да дам некаква споредба со непрописно возење по автопат. Регулирана е брзината, може од место на место да ве сопре сообраќајна полиција и да платите казна, но ако не сте свесен за последиците што тоа ги носи, тоа нема спас. Вие после казнувањето ќе ги правите прекршоците. Да, значи свесноста е многу битна категорија. За жал, во ова време наше на транзиција, тој елемент кај човекот почна да исчезнува, полека да се губи. Одговорноста исто така и тука мора да се работи за да нашата релативно добро регулирана струка не остане со одредени празнини внатре, низ кои што успеваат да се протнат одредено ниво на неквалитет, да се протне и со тоа да ни го спушти нивото на квалитетот на градот. Кога говориме за квалитетот на градбите во земјава, секогаш тргнуваме од земјотресот 63 година кој што се случи во Скопје и по земјотресот воведен е закон за градба и некако кога правиме развој на тоа во која насока одеше квалитетот на градбите, се застанува некаде до 1990 година за зачувување нели почитување на некаков квалитет и сеизмички прописи. Меѓутоа, иако познавачите знаат да кажат дека во последниве години се градат квалитетни градби во земјава. Но најпрво би сакала да одговориме на прашањето што значи сеизмички квалитетна градба. И што не смее да се допушти. Да. Дејството од земјотрес во проектирањето на зградите представува еден од товарите или дејствата со кои што зградите се пресметуваат, односно проектираат. Незгодноста кај него е непредвидливоста. Значи, додека другите влијанија, товари, дејства можеме да ги предвидиме со голема веројатност, кај земјотресот тоа е веројатноста за точно предвидување е помало. И тоа е она што ни создава немир, а кај граѓаните создава страв. Сеизмички добро изградена зграда или асизмичка зграда е она зграда која што треба без големи оштетувања, без колапс да го издржи максималниот земјотрес за кој што е проектиран. Тоа е она што таа треба да го исполни, односно да нема последици по животот на луѓето и по материјалните добра. Мислам, еден дел од материјалните добра. Скопскиот земјотрес предизвикал револуција во областа на сеизмичкото градење, не само во Македонија, не само во тогашна Југославија, многу пошироко, дури во Европа. После тоа знаењето, а и свеста што значи земјотрес се подигнала на високо ниво. Јас би рекол дека квалитетот на градбата е еден вид на производ помеѓу знаење и одговорност. Ако едниот од членовите е нула, тогаш резултатот е нула. Значи мора да постои и едно и друго. Ако се двата високи, тогаш добиваме многу висок резултат. На тоа треба да работиме. Се подзаборави Скопскиот земјотрес, доаѓаат нови генерации кои се родени после тоа, бледеат трагедиите што настанале од оваа појава, овој настан во Скопје и пошироко во целата држава кои што се рефлектирале. И затоа е добро, оваа година се навршуваат 60 години од земјотресот и нашата институција заедно со Архитектонскиот факултет и Институтот за земјотресно инженерство заеднички ќе организираме настани за да подигнеме свеста на населението и на сите чинители што значи импровизацијата во областа на градењето. Ако не се врзуваме со години, не правиме некоја граница од до, тогаш тргнувајќи од Скопскиот земјотрес па еве до денеска, велиме генерално дека градбите во Македонија се квалитетни. Тогаш која ни е слабата алка? Дали во слабата алка можеме да ги вброиме до градбите, надградбите и генерално реновирањето на становите во градбите, кога знаат граѓаните да ги срушат носечките столбови кои што сушност значително ја намалуваат стабилноста на зградата. Да, вие веќе одговоривте на прашањето. Значи, до градбите, надградбите,
се непотребни авантури во градежништвото, уривање на внатрешни носечки елементи, ѕидови најчесто, интервенции врз другите елементи на зградите се, како да ви кажам, тоа човек не треба ни да го помисли, а не да воопшто преземе такви мерки. Тоа се тие работи кои што можеби најчувствителни и за жал кои што транзицијата ги донесе. Друга страна... Како би реагирали и како би се однесувале, под наводници, пак ќе кажам, дали вистинскиот збор, надградбите и доградбите во случај на земјотрес? Тоа е најлошо што не можеме да предвидиме како ќе се однесуваат точно. Тука е лошото. Ние со нашите пресметки се обидуваме да ја дознаеме вистината како конструкцијата ќе се однесува во реалноста. Так. А секогаш има непредвиденливи ситуации што не загрижуваат. Кај чистите конструкции, така да ги наречам, очекувањето дека ќе се случи нешто што ќе ни изненади, непријатно, е мало. А кај доградбите и надградбите, не можеме да тврдиме со сигурност како тие ќе се однесуваат во случај на потрес и затоа треба да ги одбегнуваме. Наместо да се справуваме со проблемот, најдобро е да го одбегнеме. И на тој начин најлесно ќе го решиме проблемот. Тоа е голема грешка која настана во транзицијата, што се дозволи доградби и надградби, особено на објекти кои што се ранливи, кои што или биле оштетени за време на Скопскиот земјотрес, или биле на граница на оштетување, или биле санирани после тоа. И сега ние дозволивме во многу скопски населби, а и во други градови на државата, да тие ги оптоваруваме со нови елементи, да правиме еден тип на Франкенштајн конструкции, споени две целини кои што една со друга се потполно различни. Разговорот ќе го заокружиме со новите правила и норми кои што треба да се почитуваат кога станува збор за квалитетните градби. Во 2020 година донесен е Европскиот правилник за градба. Ќе ни објасните што тоа значи и секако уште едно прашање, колку вие како стручна фела од градежниот факултет сте инволвирани и прашани од институциите да го дадете вашиот придонес во донесување на нови правилници, нови закони и генерално за контролирање на квалитетот на градбите за кои што е дадена дозвола за градење. Да, после долги години подготовки, во септември 2020 година, да, точно пред 2,5 години, беше донесен правилникот за ставање во сила на новите европски прописи, стандарди за проектирање на градежни конструкции, со тоа што 3 години беа дадени за прилагодување, иако одамна се прилагодуваме ние на нив. Тоа значи еден голем, така да од оваа година, од 2 септември оваа година, единствено на сила ќе бидат европските стандарди за проектирање, што ќе значи подигнување на нивото на квалитетот на градбите, што ќе значи живење во посигурни објекти и живење во поквалитетни објекти, затоа што во овие стандарди се вградени најновите знаења, искуства од цела Европа и пошироко. Станува збор за најсовремени прописи во оваа област. Нормално дека луѓето од академската средина се вклучени во вакви новитети секаде во светот, тоа не е само во Македонија, особено пак во држави кои што имаат скромен човечки потенцијал, како што сме ние, и секако дека сме биле вклучени и сме вклучени и сакаме да бидеме вклучени и ги туркаме понекогаш процесите, не понекогаш, туку многу често, да одиме напред во оваа наша дејност. Всушност и вие треба да бидете главниот критичар на сето тоа што се однесува на квалитетот на градбите, се со цел навремено да се препознаат недостатоците и неквалитетот за да конечно добиеме квалитетни и сигурни градби. Секако. Тоа е една од нашите мисии и да ја продолжиме Македонската градителска школа, јасизмичка школа, која почнува од 63-та година и се обидуваме да бидеме се подобри во таа област за да ги намалиме ризиците од овие природни катастрофи. Ви благодарам многу за гостувањето, ми беше задоволство и сигурна сум дека ќе имаме прилика да разговараме на одредена тема која што е дел од вашето работење. Благодарам за поканата.